Чие влијание било по-пресудно за формирањето на нациите на Балканот? Дали влијанието на слободарската мисла на интелектуалците или влијанието на големите сили за кои што спомна Васко? Тоа се страшни бројки на меѓусебни судири, колежи, балкански национални пропаганди во Македонија прават покој. Село соседно со соседно. Да, село соседно со соседно, доаѓаат грчки андарски чети, доаѓаат бугарски чети, доаѓаат секакви чети, колат, убиваат, палат низ селата, значи тоа е една политика на терор. Со припадници на различни милетски групи си ги краделе мртовците меѓу себе, за едните или другите да имаат поголем број на својот список души, со само тоа што ќе имаат поголем број на умерени или живи, нивен е градот. да, тие ќе предполагаат територија. Зошто предполагаат територија? Затоа што тие очекуваат да дојде соодветната држава да ја освои оваа територија. Значи, тоа е улогата на тие национални пропаганди. Тука нашите верски представници ќе се грижат за правата на нашиот народ. Народот нити некој го прашал, нити некој го интервјуирал. Почитувани гледачи, здраво, јас сум Джейлан Велију, а вие гледате Д-програма, односно серијалот на историски теми кои што ги интересираат не само народите во Македонија, туку и во целиот Балкан. Денес се наоѓаме во седиштето на Сојузот на борците во Битола, а мои соговорници се Васко Гичевски, историчар, чија специјалност е османлискиот период, и од другата страна другарот Зоран Василевски, кој што не е историчар, но ентузијаст во историската наука. Здраво, другари! Здраво! Здраво, добро дојдовме. Тема на нашата денешна дискусија е обичниот човек на Балканот, односно обичниот човек пред 200 години. Како тука живеел, како ги доживувал тие процеси, да кажеме, на национално будење и слично. Па Васко, би сакала да почнеме со тебе. Знаеме дека национализмот, да кажеме, во западноевропските земји, во развиените земји, има на некој начин дојдено преку просветителството и преку капитализмот. Сега на Балканот различен е процесот, бидејќи нели се појавува во доцниот 18 век, да кажеме некај 19 век, но знаеме дека тука населението било феудално, односно аграрно. На кој начин тука има дојдено тие идеи и како народот ги прифатил? И уште едно плюс прашање, знаејќи го мултиетничкиот контекст на Балканот, како национализмот има стигнато до овој степен денес што го има? Па вака, во Европа национализмот како таков се појавува точно кон крајот на 18-тиот век, во истовремено кога има еден силен економски подем во Европа. Зошто? Бидејќи европските држави пред 19 век се држави расцепкани, тоа е збирштина на градови и држави. Буржуазијата како таква има директен интерес да се окрупнат тие држави со цел да се востануват мерки за тежина, за трговска размена да се олесни, значи не е било исто 1 килограм во Баден и 1 килограм некаде во Белгија, така? Значи тоа е пред се да се уредат од тој аспект, значи економски материјален нештата, и затоа е тој подем. Понатаму, и вториот фактор е секако таа идејна база која што се раѓа уште во просветителството, и впрочем самата идеја на национализмот што е? Нација доаѓа од самиот збор народ, тоа е збир на политичкиот народ кој има за слобода и право да одлучува за власта во државата. Жан-Жак Русо и сите останати дејци на просветителството, тие сакаат да ја изменат феудалната држава, да ја тргнат од рацете на наследните монархи и народот да избира кој ќе биде владетел. Во тој контекст и првиот избран цар во суштина е Наполеон, кој што ви објавил гласање дали сакате да ви бидам цар или не, па се прогласил за цар. И тука е таа оригинално значење, политичко значење на нацијата. И фактички со ширењето на Наполеоновите војски, Наполеон меѓу другото покрај тоа што освојувал
во Европа, тој е ширил и идеите на Француската револуција. Значи, идеите на Француската револуција се пред се братство, еднаквост и слобода. Самиот Наполеон ќе формира некаде дури и фиктивни републики, ќе се обиде да креира нации, значи некакви полузамислени републики, неколку ќе ги има само во Италија, каде што ќе успее да ги освои, и ќе создаде републики таму само за на народот да добие некаква власт, да може да одлучува за прашањето, поврзани со него, да го разбие тој. И всушност тука на Балканот тие процеси полека се приближуваат уште со првото српско востание. Со првото српско востание од 1804 година, сите тие приказни полека се привлекуваат кон Балканот, со тоа што Балканот има една битна разлика со тогашна Европа. Балканот неспоредливо е поназад од Западна Европа. Значи во услови на живот, и во начин на производство, и во политичкото секојдневие како такво. Значи тука на Балканот воопшто не се засегнало, додека се одвивало просветителството во Европа, па и пред тоа хуманизмот и ренесансата, Балканот останува надвор од сите тие текови. Значи нема продукција на литература, нема печатница, кај нас конкретно за Македонија првите печатници се појавуваат тек во втора половина на 19 век, по сигурно да се печатат книги. Па и самата Османлиска империја, тоа е многу интересен податок, таму некаде до 1912 година нема ни петоцифрена бројка или шестоцифрена бројка на издадени книги. Тоа кажува многу за едно општество, колку бавно уствари се расширува писменост, општество каде што неписменоста е над 80%. Значи, ако имате 100 души, 80 ќе видат неписмени, само 20 писмени, тие писмените се во рамките на религијата. На религијата и државата е плюс теократска држава, значи тука некој поголем простор за действување на тие идеи немало. Тие идеи, кога веќе во Европа ќе достигнат кулминацијата и кога ќе почнат да опаѓат и кога ќе се појавуваат новите социјалистички идеи таму веќе, кај нас на Балканот просветителството доаѓа како нешто најново. Ама доаѓа поврзано, вика, со тие социјалистички идеи, така? Па во принцип да, затоа што кај нас, ќе дадам еден конкретен пример од Македонија, за прв пат кога се зборува, иако било забрането да се зборува за револуција во рамките на Османлиската држава, имал цензура на учебници, на книги, на материјали, што смее, што не смее да се преведува. Тоа го запишале неговите ученици. Дамјан Груев е меѓу првите кај нас што зборува за Француската револуција. И тоа веќе тој предал историја, тој по професија историчар. Тој вика уживаше цел друг материјал, ќе го занемареше, пишува неговиот ученик Пасков. Ќе го занимаваше цел материјал, ќе зборуваше само за Француската револуција, за идеалите, за слободата, за братството и за единството. И тоа било се на потајна врата, бидејќи сте можеле кривично да одговарате за тоа и такво дело. За пропагандата. Да, и тоа се случува, значи, веќе во последната деценија на 19-тиот век. А таа приказна низ Европа веќе одамна поминала. Значи во Европа во тој период веќе постои првата, втората интернационала се формира, ние уште не сме фатиле тек со тие настани. Ние со тие настани тек ќе фатиме дури после балканските. Да, ама тоа има врска примери со индустријскиот развој, сигурно, така? Да. Затоа што кај нас немаше работничка класа. Точно, како ќе пропагираш ти работничка идеологија кога нема работници? Немаше работничка класа, воопшто во цела Македонија постојат дали 10 фабрики, тие се фабрики каде што тоа се базира на манифактурен труд. Значи тоа се фабрики некакви за локуми, за сапуни, најиндустријски, најразвиен град во Османлиска Македонија е Солун, кај што има фабрика за сапуни, некакви си керамички фабрики, во Битола има млин, фабрика, значи фабрички млин, дајде како да го наречеме, значи индустрија за преработка на житарици, има некакви текстилни фабрики, тутунскиот монопол и всушност првите протести, штрајкови кои што се прават настануваат токму во тутунските предпријатија, во монополите, а не во овие другиве. Значи, бидејќи кај селанството веќе тоа не може да стане никаков збор, затоа што имаме една многу погрешна предпоставка кога се зборува за Османлиската империја. Тоа е дека има некои ја третираат како капиталистичка или капиталистичка во зародиш, но таа во суштина повеќе е феудална држава со елементи на капитализам. Многу ситни елементи.
кои што најмногу се гледат во трговијата и нешто минимално во тоа ситно индустријско производство што имало, или во земјоделското стопанство, инаку формално правно тие владат феудални и полуфеудални односи, дури ако не се озаконети, тие се такви во практика. Јасно. Тука не биле во Османлиската империја не биле проширени тие идеи, но можеби не биле проширени на овие простори во периферните, бидејќи во Бурса во втората половина, мислам дека на 19 век, во фабрика за сапун правење исто, каде што работеле само жени, се случува и првиот штрајк на жени во рамките на Отоманската империја. Да, па таму сепак треба да знаеме дека Бурса е сепак по едно поинако место, трговски многу поразвиено, многу поотворено за комуникација. Значи, има многу голема разлика од Егејскиот брег до тука навамо, каде што тие идеи потешко првено продирали и тука. Да не се лажеме, продирали и тука, но со по една поинаква динамика. И сега ние сакаме некојаш малку и да ги волуменизираме тие нешта, сепак тоа се дело на десетици и стотици луѓе, тоа не се дела на илјадници луѓе во тој период се уште. Затоа што немате вие како да му објасните нешто на некој кој што нема ниту доволно образование, ниту е доволно свесен да го постигне тоа нешто. И затоа, впрочем, тука национализмот многу повеќе заживува. И тоа како национализмот сватен. Зашто е полесен за сваќање од класната борба? Многу е полесен за сваќање од класната борба како таква. Од една проста причина, национализмот ти продава приказна дека ти некогаш си бил некој нешто, а денес си никој ништо. А зошто си некој нешто? Слободно. Знаеш мене што ми е дилемата во врска со Османлиската империја, например, кога треба да продрат тие капиталистички закономерности, односи, како и да е. Значи, оној центар, западноевропски, со капиталот што сака фактички да го освои пазарот, зошто не размислувал во насока на одржување на таа империја и да стане, нели, капиталистичка, наместо преку неизино разбивање, преку национализмот. И ова аналогија не е можда точна, ама ја влечам, например, значи не може во историјата да се прават аналогии 100%, ама за поентата. А Југославија, например, беше социјалистичка. Нели имаше муабети дека можела, имало предлог, Киро Глигоров зато зборуваше да влезе топтан. Целосно во европската заедница тогаш. Ама и во 90-тите, значи, како пред 150 години, така и сега пред 30 години се отиде на разбивање на тој простор на парам парче, што се вика. И сега, мене тоа ми е дилемата, зашто, например, оно што велиш дека полесно било во тој период и се слагам националната приказна да се продаде подобро од класната, ама пак ако размислиме дека тие биле претежно со верска свест, нели? А работат, прават сапуни, работат во некоја мануфактура, значи имаш тука изградена религиозна свест и сега како продолжување на тоа, или некако продолжување, како нов пат е класното или националното. Зошто националното го победи класното? Како еден вид дополнување на твоето прашање. Сега вака би го одговорил. Пред се, зошто не сака да држува? Тие одржувале, значи големите сили сесрдно се борат. Уште и со Раштарската спогодба и со Берлинскиот конгрес, тие сесрдно се борат да ја зачуваат Османлиската империја во тие граници до каде што е можно да ја зачуваат. Зошто? Па и дури сите држави како што настануваат на Балканот, тие не добиваат веднаш независност. Тие се прво автономни територии во рамките на Османлиската империја. Најголемиот дел од Балканот ќе добие независност Османлиската империја тек на Берлинскиот конгрес 1878 година. Откако претходно големите сили со Раштарската спогодба неколку години претходно ќе се договорат да го почитуваат најважното геополитичко правило кое што до ден денеска важи на Балканот, тоа е дека на Балканот не сме да има голема држава. Затоа, впрочем, и пропадна таа Сан-Стефанска илузија, која што беше без согласност на големите сили. А зошто не сме да има голема држава на Балканот? Затоа што секој од овие големи сили, конкретно Австрија, Русија, Велика Британија, Франција,
Тоа е шеста Германија голема сила. подоцна од кој ќе се формира, значи конкурентство да нема. Не, ти имаат конкретни интереси на Балканот, секој има свој интерес на Балканот. Значи Австро-Угарија сака да излезе на Егејското море, сака да излезе малку и на Јадран. Велика Британија исто така сака да го контролира Егејското море. И сега што би се случило ако вие му дозволите, например на некоја држава која што била пионче на некоја голема сила да го заземе најголемиот дел од балканскиот простор, тогаш вие нема како да влијаете. Нема како да го остварите својот интерес. Бидејќи таа голема држава балканска што ќе се формира, веќе ја за пример Сан Стефанска Бугарија, тоаш би била под руска закрила. Овие сите останати нема да можат да играат на теренот. Значи, ако клише звучи, пак се враќаме на тоа раздели па владе. Раздели па владе, тоа е типична. Државичка, Да, тоа е типична игра, раздели па владе, нешто што големите сили го спонзорираат на Балканот. И уствари меѓу себе конкуренти си се, ако да речеме едната голема држава поддржи, пример, да речеме Србија, другата ќе поддржи Хрватска, не знам. Па интерес за обстојување на Османлиската империја имале најмногу Германија и Австро-Унгарија и тие најмногу капитал вложуваат. Сите железници во Османлиската империја се изградени од германски капитал, германски, австријски и австро-унгарски банки, затоа што на Австро-Унгарија во суштина и на Германија и требале. Тоа е нивната политика. Тие нема ни колонии како другиве. Тоа е нивната политика за продирање кон истокот. Драг на Хостен. Значи тоа е нивно легално становиште кое што си го одржуваат како такво, додека сите други големи држави гледаат малку да подбуцнуваат и тоа се менува, се не е ова како една шема, еден шаблон, тоа се менува зависно од период до период. Например, до Кримската војна, Велика Британија поддржувала Османската империја на сметка за против Русија да се бори. После ќе имаме некои други моменти обратно, значи тоа буквално зависи од година во година. И сега како надвладеува во суштина национализмот, тоа зошто е важното? Затоа што таа верска свест која што имаат луѓето, Османската империја не ги дели луѓето според нации. Во самиот термин во Османската империја не е познат нација. Тие си имаат милети. Значи секој милет, што е милет е етноконфесионална заедница, ајде да наречеме. Значи група на луѓе со иста вера. Ама тие луѓе не нужно во тој милет, иако тој милет има рум милет, например, по оригинална смисла, самиот збор значи ромејски милет, тоа е наследено сите православни христијани од Византиската империја, богослужбата била на грчки јазик. Ромејски. Да. И тој милет подоцна се издвојуваат булгар милетот, пак ќе се издвојат и ерменски милет, и ваков и таков. На крајот последен милет кој што се издвојува е во суштина влашкиот милет, дури 1905 година. Дори овде мислам и самата територија Румелија се вика, нели? Да, самата Румелија, ромејска земја. Да, ромејска земја. Значи во османскиот светоред има муслимани и немуслимани. И поиако покрај тоа што постоеле овие милети. Тоа е многу интересно. Дури во доцниот 19, почеток на 20 век, странските представници во Македонија, посебно заинтересираните соседни пропаганди, од кои најмногу Србија, бидејќи Србија немала свој милет во Османската империја, тие барале да добијат и тие некако свој милет во Османската империја, во случај што викаат тие. Османската империја, како да бараме, вика, ние како да добиеме уште еден милет, кога османскава администрација не ги пишува и тие веќе постоечки милети, за неа постојат само христијани и муслимани. Значи не ви пишува булгар милет, не ви пишува рум милет, ваков и така, тоа ќе пиши само дали ќе е ортодокс или ќе е кафир, односно неверник, зависно во контекстот даден. Но тоа сакам да кажам дека османлискиот светоглед не препознава. Дури самата владеачка класа, османлиите, тие не се перцепираат како посебен народ, иако имаат јазик турски. Во Османлиската империја, тоа османлискиот јазик се користи примеси многу персиски и арапски. Пишувале со арапско писмо што не е соодветно баш за турскиот јазик. Значи тоа е еден склоп на околности што и на нив ќе му треба доста време да го освестат тоа во себе, па паралелно се случува тој процес на освестување на турскиот национализам во суштина, тек во првата половина на 19 век со писанието да се задржи нешто од империјата. Да. Турците, нели, обично? Не, уште порано, уште во 1903 кога ние го креваме Илинденското востание, еден кримски татарин, Јусуф Акчура, ќе напише неговата книга, тоа е статија, памфлет во суштина, Трите патишта, каде што вика дека како за да сака Османската империја да опстои како таква. Или ќе треба да стане чисто теократска држава, или ќе треба да стане османлиска, значи да се даде некој национал, или да стане држава на турците.
Што ултимативно тоа третото ќе се случи подоцна. А за другиве народи? А гледаш и во истиот период е, значи кај на Селиденското стане буквално во истиот период тоа се објавува. Во истиот период. Па добро, процесите валјда стигаат до таму. Да, истите се процесите, значи тоа е многу бавно навлегува. Бидејќи тоа е еден општ менталитет, без разлика на вера, тоа е една иста држава, еден општ менталитет. Јасно. Сега, во првата емисија што ја снимавме, зборувавме за тоа кој е најстар народ на Балканот, па дали може малку некој мит да ни кажеш, на кои митови се врзуваат од антиката и средновековието народите тука на Балканот, за да ја изградат таа свест, да кажеме? Да, со големо задоволство. Значи, баш сега кога помислив, затоа баш тој извик излез од мене, затоа што има многу. Например, ајде ќе почнеме со овие првите држави кои што се формирале. Мене ми е секојаш типичен пример Грција. Грција го искористи моментот, буквално се го јавна бранот, се качи на тој бран на хеленофилството кој што постоеше во Европа во 18 век. Значи таа пасија за антиката, реоткривање на антиката со сите нејзини чари и дражи што викаат србите. Значи, и всушност го спонзорираа тоа национално самосознание, тие првите учени луѓе од Грција го добија во западните школи. Тоа не настана во Грција, значи го добија во западните школи, тоа стана дел од официјалната грчка историографија многу подоцна. Многу подоцна дури во 19 век, дури во прво време тие него ни присвојуваат Александар Македонски затоа што во антиката Александар Македонски се смета за поробител на грците. Грчкиот етницитет, или како да речеме, грчката идеја во антиката била ексклузивна. Не секој можел да биде грк. Да бидеш грк, значи треба да бидеш цивилизиран. И ги отфрлале сите други кои што не го говорат прво грчкиот јазик, додека во 19 век таа станува вака поинклузивна и ги инклузира сите од околу што имале некаква врска со нив. Зошто? Затоа што во прво време првата грчка држава која што се формира на Пелопонес. Тек во 1885 година така се прошири во Тесалија. Во 1913 година ќе се прошири во егејскиот дел на Македонија. А екстремната идеја на грчкиот национализам беше Грција до Софија. Значи, може да замислите сега тоа како би одело и како во таа приказна полека би се инкорпорирале и другите антички племења кои што живееле на тој. Да. Бугарија како држава тргнува со идејата да биде патрон на сите Словени. Тоа е во суштина руската приказна. Русија детално ја разработува таа идеја за словенското братство на балканските народи и сега им создава некаков Пиемонт отколку кој што можат да се обединат и дека тоа бугарите се првите Словени во суштина. И ден денес на тој бран со Кирил и Методи, нели? Да, до ден денес ја држа таа приказна, иако таа приказна буквално е руска стратегија за Балканот, за словенското население на Балканот. Бидејќи и Русија меѓу другото еден од првите поддржувачи на Грција. Пак на таа линија? Да, на таа линија еден од првите за независноста на Грција, но приматот тука го добила Велика Британија, со тоа што им дала заем да кренат во стание. И сите тие, па дури во самата Грција во прво време политичките партии кои се формираат немаат политички називи, туку има една руска партија, има француска партија, има британска партија, да, тоа е многу интересна. Значи, сакам да ви кажам како се сметала политиката, ние на која држава ќе играме. Па многу поочигледни биле некои работи, не биле маскирани. Многу демаскирани нешта. Србија, например, секогаш се восхитувала на своето средновековно минато на Душанова Србија, кога Србија владеел цел Балкан. Значи, сите ги бираат своите најсветли моменти. Па затоа се сите тие идеи за Стара Србија, за Јужна Србија, односно нашиот дел тука, што ја Стара Србија го сметаат за Косово, нели? Тие идеи од времето на Душановото царство, тоа ги дава уште и Гарашанин, значи во неговото начертание кои територии треба да ги обземат, иако колку е тоа нереално, тоа го говори Никола Пашич, кој што ќе биде премиер кога ќе се случат балканските војни, кога ќе се оствари таа големо српска идеја. И тој вика, сега што правам јас
со толку илјади албанци на Косово и во Македонија. Каква е таа стара Србија, сега ние си отвориме во суштина еден проблем од една компактно државиче. Ние внесовме 2-3 народи плюс во државата и се ствара проблем. Истината дилема била и за кралството Југославија, да ги опфати Словенија, Хрватска. Да. Во овој контекст е малку помирни, на пример, Словенија и Хрватска, затоа што таму национализмот нивен има друг тек. Врзан со Австро-Унгарија. Врзан е со Австро-Унгарија. Таму тие си имале своји сабори, си имале своји представници, имале некаква поразвиена политичка култура, која што не им дозволила да паднат во такви екстреми, барем во тоа време. Тие ќе паднат во тие екстреми. Дали тоа се должи на тие, како се вика, повелби, достојанства? Да, повелба си имале тие локално благородништво кое што било дел од австро-унгарската монархија. Значи, културни некои права биле инкорпорирани внатре во сето тоа и значи не се чувствувале отфрлени. Сите останати кои што биле во Османската империја, тие просто биле отфрлени. Таму ви кажав, светот постои само за муслиманите. Немуслиманите се отфрлат. Без разлика што и да бидат толерирани, тие се сепак отфрлени. И за тие доживуваат државата како туѓа. И се борат да ја освојат таа држава. И затоа тој муабет се слуштале вие. Чекај, сметаш дека, извини да прекинам, сметаш дека тоа повикување на средновековните кралеви, што некој од нив можда во некоја битка ги победиле османлиите привремено и слично, имало некаква врска, дека пак тоа биле христијански теократи, па сега, зашто, например, ако поминала антиквизацијата со Грција, ради, нели, сите тие таму амфитеатри чуда, во Србија не можело некоја антиквизација да помине. Бугарија. Да, има определена врска, бидејќи и самото првото владење на првите балкански и ослободени тогаш веќе држави не се разликува многу од османлиското владење. Менталитетот, политичките навики се исти. Една теократија со друга, да. Те го избркаат Милош Обреновиќ. Тој ќе стане, нели, кнез на Србија, нема да му затрае кнежевината, бидејќи бил многу голем тиранин. И како што ми викаат и деспот во владењето, значи и покрета што бил неписмен човек и сите тие приказни, ти него ќе го тргнат од власт. Србија во незината независност има многу турбулентни настани додека се стабили како државата буни, кој што самото српско население кревало буни против српската власт во независна веќе Србија, зборуваме. Значи тоа е одлика веќе на начинот на владење, на модус операндито, што овие го копирале во османската, истата ситуација во Бугарија. Во Бугарија па уште е подраматично што таму тие не основале своја локална династија. Нив големите сили им одредиле кнез кој треба да биде. Значи, па дури едно време после кризата на обединувањето на Источна Румелија и кнежеството Бугарија во 1885 година, ќе се шири еден памфлет низ Европа зошто никој не треба да биде бугарски кнез, бугарски владетел. Затоа што било вакво такво место, значи како една негативна пропаганда, тоа пак потоа контракампања. Контракампања, бидејќи првиот бил соамин на русите, вториот ќе биде соамин на Австро-Унгарија, тој Фердинанд Сакскобурготски. И ќе го остават Австро-Унгарија и Германија за владетел. Ја морам да допрашам нешто. Кога сме кај Бугарија и Македонија, македонците се повикуваат на првата средновековна држава на Самуил. Да. Од кога датира тоа тврдење и исто сакам и за Пулевски, пошто да не ја Македонија да не ја занемариме, да. Значи, за нашите митови. Тоа е интересно. Ајде прво за Пулевски. Е многу интересно што Пулевски својата наобразба ќе ја стекне преку неговите престои во Русија во еден момент кога кажавме антиката е на мода и тој таму ќе се сретне за прв пат со Александар Македонски како еден лик од историјата на Балканот. Иако Александар Македонски е присутен и во народните преданија кај нас. Е присутен, значи цара Александра како поминал низ рајот, низ пеколот, ваму таму. Тоа се некои народни приказни кои што останале, бил присутен на некој начин. И што прави Ѓорѓе Пулевски? Ѓорѓе Пулевски прави еден синкретизам меѓу словените и античката македонска држава, па доколку го читате Ѓорѓе Пулевски, ќе видите, тој е синкретизам буквално,
помеѓу Словенија, тоа прави еден мост меѓу антиката и словенското население и како сме ние фактички децата на Александар Македонски. Тоа е денешната... Да, тоа е, значи, тој тоа го прави во 19 век со недоволно знаење, со сите тие недостатоци и неразвиеноста на науката, како таква да земеме во предвид. Истото се случува и не само кај Ѓорѓи Апулевски. Тој момент го имаме дури кај еден битолски историчар, Мехмет Тефик, кој што работел тука во Битола, предал и во воената гимназија и во цивилната гимназија, значи му бил и професор на Ататурк, во неговата историја на битолскиот Вилајет, тој ја почнува уште од најстари времиња и прави еден интересен премин преку антиката, средновековието и доаѓањето на турците. Тој кажува дека овие народи тука си имале своји кралства, своји владетели, но потоа дошле турците, ги освоили и го продолжува приказната со турските султани како доаѓале во Битола, кои промени се случувале и така натаму и така натаму. Значи, тоа е некоја си, се појавува за прв пат некаква си свест за поширок контекст. Значи, веќе нацијата се раѓа барем во мислите. Се раѓа. Тоа зборуваме кај интелектуалниот слој. А за цар Самуил. Цар Самуил е многу интересно што на директно прво споменување го прави Панко Брашнаров на Аснон. Прво, директно вака како такво, где што има ке кочорацен меѓу двете светски војни пишувано, но ова за мене има еден посебно значење, затоа што го кажува на Аснон дека ние... На отворањето. Да, на отворањето на Аснон, во поздравниот говор, дека ние за прв пат по пропаста на Самуиловото царство создаваме македонска држава. Wow. Значи, затоа што во тој период средновековието било интересно, ама и се гледало на поинаков начин, дека Самуил нели крева восстание и против Бугарија, и против Византија, и се целата таа приказна се одвива на територијата на Македонија. Тоа е за нив доволен аргумент да се третира како независна македонска држава. Зашто се кршат многу копијата околу Самуил, дури во образованието. Ева ја ќе си земам за право да кажем мојот развоен пат кој бил во врска со Самуил. Значи, прво морам да признам дека од страна на баба ми, уште не бев тргнат, ми се чини на школа, во тие некои разговори ми беше кажано дека тоа биле 4 браќа, нели, Арон, Давид, Мојсе и Самуил, и нивниот татко, кнезот Никола Брсјачки. И по таа логика бил словен од племето Брсјаци. После, за време на средно школа, мислам дека беше, ми дојде податок дека е ерменец. За веќе на факултет кој се отвори пожестоко споров со Бугарија, да испадне дека бил со бугарска круна, одежди и слично. Згора на тоа знаеме дека бил крунисан од дека земал како се бели тоа круна од папата, да, и многу е ликов филмски лик, мислам. Што се факти, што се... Па тука многу тешко ќе изопределиме што се факти, веќе сите овие работи што ви кажат и стојат и истовремено и не стојат. Зашто голем е влог од првата македонска држава? Па да, ама тоа е кажано средновековно. Да, тоа е во еден политички момент кажано, каде што кажам дека има потреба политичкиот естаблишмент да се поврзе. Не може ништо да падне од небо, се мора да има некакво поврзување со нешто претходно. Па и самиот Аснон е одржан на Илинден заради Илинденското восстание и тоа се како некакви два кучни моменти кои што се бара продолжение. Точки на навраќање. Тие во тој момент се уште нити навлегувале во таа суштина, нити можеле да навлезат во таа суштина на историографски дебати, а од друга страна историографијата ќе дебатира се уште додека не дојде време да се најдат поконкретни докази, бидејќи ова се што го имаме, значи може да послужи на едната и на другата страна. Значи, на страна прво што самиот термин, ако го видиме Самуил, тој на неговата надгробна плоча не пишува ни бугарски цар, ни македонски цар, ни српски, ни не знам каков, пишува раб Божи, роб Божи, Самуил. Толку. Значи, толку е неговата приказна. Тоа е во средновековието, сите се раби Божи, робови Божи. Средновековието нема нација. Сакаме со денешно размислување да ги гледаме нештата, да дадеме некако наше разбирање за она што би било нивно разбирање. А не можеме ако не ги земеме во предвид околностите и свесноста. Да, па ние никогаш докрај нема да можеме, бидејќи јас не можам да знам што мислел Самуил во неговата глава. Јас можам да дадам некое најлогично, најблиско до тоа во времето и контекстот. Материјални извори, писма. Материјални извори, тоа е сепак, значи уште е ран среден век, имаме материјални извори, но се и писмени извори, но се многу малку. И писмените извори се дури некои до неколку века подоцна тоа време.
И тоа е се уште, значи средновековието е таква, историјата е таква наука. Ни една тема никогаш не е докрај затворена. Значи, првиот извор фактички можно да е некое толкување Да, на митот, да, да, зашто да, да, 200-300 години. Да. Кога веќе само бил своевидна легенда. Да. Зоран, да продолжиме со тебе. Чие влијание било по-пресудно за формирањето на нациите на Балканот? Дали влијанието на слободарската мисла на интелектуалците или влијанието на големите сили за кои што спомна Васко? Да, имене тоа прашање ми се наметна од неговото излагање, затоа што јас пак ќе се навратам на нашето формално образование, што сме го имале сите, дали во основно и средно или подоцна. Веројатно национал-романтизмот сака да ги научи децата дека се почнало од првите собирачи на народни умотворби, првите писатели. Значи, тоа е навистина една романтична верзија на историјата, каде што, например, за другите балкански народи не знам примери, ама знаеме за народите тука што живеат фактички кои биле тие неколку лица што собирале народни умотворби и од тоа после нели се создаваат основите за современ јазик, од тие нели преданија се дава еден вид доказ дека од секогаш или ако не од секогаш последните векови сме биле тука, еве ја културата што ја имаме, па сега градиме држава, посебна свест и слично. Ама ако копаме подлабоко и би сакал тука и Васко да ме дополни во таа насока, не сум убеден дека издавањето на тие збирки на песни, преданија и слично, дека не било поддржано исто од некоја голема сила. Исто овие луѓе, например, еве за моите сограѓани Димитар и Константин Миладинов, знаеме дека се школувале, мислам не двајцата, но помладиот се школувал во Русија, така да. А другите грчки учител. Точно, значи тука гледаш дека фактички не само големите сили, туку и околните балкански држави што веќе формирале независни држави, во наводници независни, спрема големите сили, но спрема овој простор на вистина независни. Така да, ако треба да одлучам дали влијанието на интелектуалците или на големите сили, дефинитивно ќе кажам големите сили, како и ден денес, нивните интереси се пресудни, но истовремено не го намалувам значењето на конкретните личности, затоа што да не биле тие можеби друг и немало да се појави. Има национална свест за... Значи, основа мора да има за да изградите нешто, сепак треба да има некаква основа. Но од основата нема да биде ништо, ако немате организиран систем како тоа треба да го изградите. Нацијата ја прави државата. Точно. Не ја создава нацијата државата обратно. Приказната е дека одоздолва нагоре, Да, како вика. одново сосема е обратна приказната. Народот ќе создаде државата, ама државата ќе ја создаде нацијата, бидејќи државата преку образованието, преку се она што ја чини една држава, банкнотите, културата, музиката, издаваштвото, таа што го дава обликот на нештото како треба да изгледа. Во еден момент, еден човек се запознава со секакви идеи, со плејада на идеи, образоване, и тој треба да избира. Иди, морам да те прекинам, да не ми замине мислата. Значи, кога ќе ги гледаме овие, еве, например, браќа Миладиновци и слично, они испаѓаат со интернационалистички дух. Да. Например, зборникот се издава во Загреб, починува во затвор во Истанбул, не знам... Обвинет заради шпионажа кон Русија. Да, студирал таму. Овој Димитар е наставник Дизбитола Прилеп, да. Така да,
се гледа дека тие луѓе не биле со свеста онакви какви што сега националистите се. Да. Затворени умови. Да, не, тие воопшто не се затворени, каде националното прашање не е ни решено до крај. Во контекстот на Миладиновци, па и на било кој 19 вековен деец, тоа се луѓе кои што се уште истражуваат идеи. Тоа се луѓе кои што во еден момент можат да бидат и многу ксенофобични, можат да бидат многу интернационални, бидејќи самиот Димитар Миладинов песните ги собира за да не погрчат грците. Така. Значи тој тргнува од еден таков момент. А ние сега се фаќаме за насловот на книгата. Да, за насловот на книгата, затоа што кажат насловот на книгата е Белгарски народни песни. Добро, и тоа треба да се Затоа каже. што самиот дух во тој момент кажа дека Бугарија била своевиден патрон бугарското, еден патрон на словенството, тоа е идеја која што потекнува од Русија. И Да, во да, самиот контекст кој ќе се стави не е така нереално. Иако сите песни се од Македонија, тоа има и неколку песни што се земени од Бугарија, но што е главното? Тоа апсолутно нема никаква врска со само идентификација како бугарско население или сите тие приказни. Значи, сосема во еден друг контекст е дадено, можеби тогаш и не изгледа така, но денес како ќе ги согледаме на голема далечина тие нешта од временска дистанца, да се гледа широкиот контекст на приказната. Затоа што ниту еден идентитет на Балканот не е стратифициран и што е најголемата грешка на национализмот. Национализмот бара една силна, цврста национална линија. И таа се труди, и ако ја нема, да ја пополни. Тоа е она што викаш ти, собираме од тука, од ова, тука и ќе го создадеме и ќе нацртаме една дебела линија. Само што проблемот е кога ќе поминувате повеќе пати со пенкалото по листот, се гледаат движењата, па може би да го скинете листот. И тоа е најчесто што се случува на национализмот. Зашто смешно е малце национализам изграден врз дејци просветители, после нема П од просветителската мисија на тие личности. Да, па тие се извадено е само она што е значајно за нацијата. Тачно. И уопшто во историјата на Балканот, тоа е балкански па и светски феномен, во прво време од кога ќе се формираат државите, секој национализам бара да си ја подлече линијата. Не гледајќи дека, кажав, колку повеќе чкртате по листот, то побрзо ќе го скинете листот. Посебно на Балканот, кај што е све... На Балканот, значи се случува во еден период да имате национални преокрети, неколку различни, во еден во друг агол да удирате, а да се задржите во истата приказна за истата нација или за истиот народ. Што е неверојатно. Тоа е типичното она што е за Балканот, за разлика од Западна Европа. Кога сме веќе кај Балканот, плюс нешто те допрашам, немало на Балканот децени каде што не се војувало. И ден денес, нели, таква е состојбата постојано во некој страв, дали ќе има војна тука, конфликт таму, и нашата држава, мислам, била вклучена, била е внесувана во конфликтите и така натаму. Па дали историјата има некој податок за жртвите кој што се од источната криза, да речеме, до после Првата светска војна. Колку луѓе тука загинале за тие митови, да речеме, големо национални? Па, конкретни бројки никош нема да дознаеме точно, затоа што во тоа време нити статистиките се точни, но ако ги земете сите тие кланици кои што се случувале на Балканот, и не само загинатите, туку и повредените, тоа ќе дојде околу некаде милион и нешто сигурно. На многу помалу број на население. зборувам сумарно низ неколку децении, 5 децении, 6 децении од источната криза до Првата светска војна, па и потоа. Значи, после Прва светска војна веќе е масовна светска кланица, тоа нема збор. Целиот Балкан дава околу 1.500.000 жртви. Тоа се страшни бројки на меѓусебни судири и колежи, да не забравиме дека тие колежи не се случуваат само во воено време. Имате мирнодопско време кога се случуваат колежи. Балкански национални пропаганди во Македонија прават покој. Село соседно со соседно. Да, село соседно со соседно, доаѓаат грчки андарски чети, доаѓаат бугарски чети, доаѓаат секакви чети, колат, убиваат, палат низ селата, значи тоа е една политика на терор.
И многу убава е еден опис на Брајсфорд кој што постои тука по Илинденското востание, дека тој говори вака: кога ќе ги погледнам луѓето во Македонија, го гледам стравот. Тие од секој стране што доаѓа се плашат да не им направи нешто. А во контекстот сега се навратам, бидејќи и Брајсфорд ми се дојде мислата, ги прашува Охриѓани кој ви изгради тврдината на Охрид, Самуиловата тврдина. Единствениот одговор кој што го добива е нашите предци, нашите слободни предци. Слободни. Слободни предци. И што биле тие? Христијани. Значи, тоа е резонот на најобичниот човек кој што шетал низ чаршија, низ градот и толку. Значи, тој се труда да добие некаков одговор. Запознаен Брајсфорд е сепак човек и благородник и сите тие приказни, значи високо образован, но не можел да го излече националниот момент од приказната како таква. А за разлика од балканските држави, каде што нели секој нивен истражувач вади своја статистика со своји национални елементи. Сега, од разговорот, мислам не само од разговорот, нели, од фактите, еве, се знаело дека луѓето на овие простори повеќе се идентификувале со верската припадност и цел 19 век така, додека нели да дојде идејата за нациите и да продре тука. Интересно е како во денешно време религиската свест, односно религијата, така кажам попластично, е станата служителка на национализмот, на националистичката идеја. Кога се случил и како тој преврат, да го наречам? Тоа е интересен феномен, затоа што... Извини, како еве од сите христијани се родиле? Срби, македонци, бугари? Интересно е, значи во смисла дека во прв момент за продирањето на националната идеја што на Балканот е изразено сепаратистичка, значи народ против народ, границата тука се става и после имаш... И експанзионистичка. И експанзионистичка, апсолутно, зашто се сепак мали државички во прв момент. И сега интересно е тоа што во прв момент, еве ако го разгледаме 19-тиот век, особено првата половина, ќе видиме дека национализмот има проблем да продре ради религијата, затоа што се луѓето со векови во таа свест. Дури и нивните митови, како што гледаме средновековни, се поврзани со христијански владетели што се борат против муслимани, против не знам кои други сили во тој момент, значи имаш нели и други големи сили што тука доаѓаат. За кога веќе она што на почетокот фактички го разговаравме од дискусијава, кога веќе не постои голема сила што може целиот Балкан или овој дел од Османлиската империја да го приграби за себе, кога веќе треба да се распарчи таа империја, тогаш верските институции во служба на државните, на новите држави, едноставно тогаш станува од дефанзивна во офанзивна идеологија на религијата, но пак немам одговор кога се дешава тој пресврт, затоа што, например, ако земеме предвид дека најголемиот број од балканските држави за време на источната криза нели се формираат, Берлински конгрес што спомнавме, не знам искрено кога е фактички религијата станата внатрешно крваво прашање, не во смисла, окей, еве меѓу христијаните например, што е со убиствата, ако биле проблемот османлиите, што е значи со судириве меѓу христијанските војски, како да ги, да. Што тие во суштина се меѓудржавни судири кои што ја користат религијата како параван. Како алат. Значи секоја национална држава на Балканот има и своја црква, што е типично само за православните земји. Да. Католиците го немаат тоа. И кај муслиманите нема. Суштина тоа влече пак корен кон теократската држава. Точно. Теократската држава. И тука религијата се става од една миролюбива. Секоја религија е миролюбива. Никоја религија не проповеда уби го ближниот. Напротив, сите викаат сакај го ближниот. Како себе си. И сега што се случува? Од сакај го ближниот како себе си во Битола уби го ближниот. Имаме случај кај што припадници на различни милетски групи си ги краделе мртовците меѓу себе, за едните или другите да имаат
поголем број на својот список души, со само тоа што ќе имаат поголем број на умерени или живи, Ниве не градот. да, тие ќе предполагаат територија. А зошто предполагаат територија? Затоа што тие очекуваат да дојде соодветната држава да ја освои оваа територија. Значи, тоа е улогата на тие национални пропаганди. Да прикажат бројка на луѓе кои што би биле основа за некаква хумана интервенција, ајде да речеме во денешен термин, во Османската империја. Па што прави Бугарија преку бугарската екзархија? Таа креира определени судери, врши дипломатски притисок, False flag, што вика. за да добие берати, односно дозволи за да постави своји владици во Македонија. Еве угнетувани Да. се. Еве се угнетувани и тука нашите верски представници ќе се грижат за правата на нашиот народ. Народот нити некој го прашал, нити некој го интервјуирал или нити сакал нешто, не знам. Едноставно ви доаѓа тука како резултат на некаков си дипломатски договор и доаѓа владика бугарски или грчки или било каков, или ќе го избркаме грчкиот владика па ќе ставиме бугарски или обратно, зависно како е моментот. И тоа треба да биде израз на народната волја во ситуација кај што народот не одлучува. Народот не е свесен. И национализмот тоа го представува како желба на македонските бугари, на македонските грци, на македонските вакви или онакви, срби или не знам што, за своја држава. Тоа во Бугарија, тоа е балканскиот национален наратив. Сите народи, македонецот може да биде сечи, само не може да биде македонец. Иако тоа веќе се јавува како одговор на насилствата. Луѓето кои што му збоктисало од сите веќе насилства, тие се подасилено го афирмираат својот национален идентитет и тоа ќе Го доживее. гледаат како излез. Да, и тоа ќе доживее експоненционален раст меѓу двете Па светски и војни. и денес тоа не се случува. И па, Да. секоја акција има реакција. Денес што спомна малку еве за денешницава за комисијата што се оформинели за решавање на спорот со Бугарија. Што мислиш, дали може преку таква некоја форма да се решат споровите, ако имаме во предвид дека нели со разгледување на историјата се е стигната комисијата некаде кај 10 век, Да. мислам дека. До кога треба да чекаме за да се Па јас реши тука ќе тој се спор? покористам со мисла на Черчил дека ако не сакаш да решиш некое прашање, формирај комисија и затвори го тоа прашање. А зошто никогаш нема да се реши спорот помеѓу Македонија и Бугарија? Не е проблемот во македонската страна. Проблемот настанува во или во бугарската страна од друга смисла. Проблемот е еден бугарски став дека македонскиот народ не постоел и нема право да постои. Тоа е длабоко ксенофобичен став. Тие ќе ви го негираат ова вака кажано. Но кога ќе ви речат, ама вие сте произлегле од нашата нација, вие сте произлегле од ова или од она, тоа гледате дека тие сакат во најблага смисла да ве патронизираат, но во најжестока смисла да ве подведат под културна окупација. И што се случува? Она што Бугарија не можеше да го направи во 3 војни, што ги изгуби заради Македонија, го прави преку користење на овакви европски механизми, ставање на вета, кои што сами по себе причината за тие вета се илузорни. Но го користи политичкото влијание, повторно дипломатски. А што има, Васко, извини, лошо во тоа колеги историчари од двете страни на границата да разговарат? Не, јас Не викам гледам- дека викаш дека е лошо тука. Не, напротив. Можно ли е да се сложат за нешто Јас ќе ви кажам и нешто парцијално, како по-реално, да дека ние пред комисијата имавме многу подобра соработка со Бугарија. Многу подобра соработка отколку со комисијата. се политиката има. Да, видите, политиката ја поклопи комисијата. Комисијата постои заради политичката желба што треба да постои, заради договорот превземен со Бугарија. Кога беа разговорите спонтани, имавме многу попријатно, да сега се ставени, бугарската комисија ја брани бугарската позиција. Македонската комисија сосема нормално и сосема очекувано ја брани македонската позиција. И тука, јас лично никогаш не би дал никаква поддршка за никаква отстапка кон бугарскиот национализам, кој што се шири преку комисијата.
Извини, кога беше Македонија еве во рамките на Југославија, кој беше односот на бугарската држава кон Бугарската држава кон Македонија тогаш правеше само ситни провокации. Затоа што ние сепак бевме од една држава која што беше далеко помогна од Бугарија. Далеко помогна и меѓународно подобро етаблирана. Добро, немаше никој на никого вето да го стави на некој пат. Немаше, нити имаше како Бугарија да стави вето на југословенскиот пат, да се разбереме. Бугарија беше дел од тие социјалисти што не беа прифатливи за Западот, Југославија беше прифатлива за Западот во тој период и беше клучен играч, веќе таа беше на раседната линија помеѓу Истокот и Западот. И затоа Бугарија натре ги тормозеше македонците, правеше некакви ситни погранични ескалации, некакви ситни приказни, па пуштања по медиуми, па декларации на некакви писателски друштва, што ти ја знам што Венко Марковски го злоупотребува, го користеа. Но ваков волуминозен удар не може да предизвика. Ти сега не може да предизвика дури и со оваа позиција која што имаат, затоа што голем дел од бугарската наука во суштина е хардкор национализам и е поврзана со најголемата десничарска партија ВМРО БНД. Значи, еден куп луѓе од во комисијата, па дури имаше еден кој што беше и председател на така наречениот Македонски научен институт, што е дел од партијата на Каракачанов. Од луѓе кои што креваат нацистички поздрави среде Европа. И сега ние со такви луѓе треба да дискутираме во 21 век и дали воопшто јас треба да дискутирам со некој дали постојам и да ми даде изим за да постојам. Не, ако е намерата или волјата добра да се расчистат некои работи, зошто да не, ама ти ако како историчар во таа комисија одговараш само пред оној што те изгласал во таа комисија, онда ти си од него зависен. Па тука не може да стане Има независна комисија што ги бира историчарите. Тука не може да стане збор за таква. Само сакав тоа да те прашам, македонската страна делегира историчари. Нема заедничко тело што како? Државата ги делегира. Државата ги делегира како таква преку своји механизми, но не е проблемот во тоа. Проблемот е што тука од науката се очекува да даде политичко решение. Еве на пример или политичко применливо решение. Тоа што нешто не може да го даде науката да биде политичко применливо решение, поготово за историски спорови, затоа што историските спорови би требало да се ирелевантни во современата. На кои прашања сега се запнати? Па сега се запнати од таму каде што почнаа. Значи средновековието, цар Самоил, до другите моменти веќе не сме стигнати. Нема напред. Значи ова што го збориме денес, фактички е прашање може да има напредок. Значи треба да ја гледат ова емисија. Последно на телевизија што видов беше дека се запнати по прашањето за Охридската архиепископија. Да. Ама повторно има истата слабост на национализмот, затоа што ајде да се ставиме во една друга ситуација. Ајде да ставиме Бугарија на нашето место, а ние да се свртиме на нивната страна. Да ја ставиме ние да сме член на Европската унија, а да играме на истиве правила, на истиот начин. Можда ние различни да би разговарали. Ќе се најдеме во една исто интересна ситуација, кога Васил Левски бара формирање на заедничка држава, пишува писмо до Обреновиќ. Цело бугарско револуционерно движење е формирано основано и во Србија. Тој бара заедничка држава да се формира заедно под капата на српската монархија. Значи, ако тоа е истиот национализам. Зошто овој шаблон што ни го применуваат нас, нели така? Не го применат врз себе. Ако го применат врз себе, како заклучок ние ќе спомнат Срби Бугари. Да, ама национализмот не функционира само така. Само затоа што тие не се во таа позиција, ние за жал сме во таа позиција сами. За да се докажува. Да кажеш дека говори сепак теоријата на силата. Да, теоријата на силата буквално. Правила. Инаку ако ја завртиме истиот метод да го примениме во збор, и во која било друга држава во светот ќе се сопнете на истата приказна. Затоа што тој е ист модус операнди. Зашто е градено. Да. И сега тука сакав само малку да појасниме некои работи. Спомна за социјалистичка Бугарија и каков бил односот, дека и во тој период се правеле некои мучки, како што рече, но мора да спомнеме за Георги Димитров, дека во неговиот случај воопшто не било така. Еве, може Георги Димитров заедно со Васил Коларов, тие се оние што ја предлагаат во суштина идејата
во Коминтерната за формирањето на македонската нација 34 година Ѓорги Димитров. Значи она ние што го знаеме како одлука на Коминтерната. Тоа е поддршката на Ѓорги Димитров кон македонскиот народ и население. И тоа се викаше Димитровски курс на партијата, што се измени кога дојде на власт Тодор Живков. Овие позиции и вакви бугарски позиции на екстремен национализам се позициите на Тодор Живков. Тие се неизменети до денес. Значи, тој истиот човек што правеше прослава за 1000 годишнина на Бугарија, кој што ги менуваше имињата на турското население, ги бугаризираше. Значи, тој истиот човек, комплетно истиот човек, истата идеја, само спакувана во еден европски шаблон. Инаку, комплетно во националното кредо, тоа е истиот мотив на Тодор Живков. Дури се отиден и чекор понапред дека сега е и предавник Георги Димитров во официјалната бугарска историја. Тоа не можеше да се направи социјалистичка Бугарија, бидејќи сепак беше основачна држава. Точно, да. Да, тоа сакав и јас да кажам. Сега веќе и ослободени се од тој терет и Па сигурно веќе Ѓорги Шовинизмот Димитров пука. не е некој светол лик веќе во бугарската во историја. Бугарија апсолутно не е уште не е светол лик уште од времето кога му го минира мавзолеот. Неговиот мавзолеј е миниран. Не сум знаела за ова. Да, мавзолеј Кога? имаше мавзолеј во Софија во 90-тите години, тој е миниран. Имаше мавзолеј во Софија Од чија страна? тогашните власти, сега не ме држа за збор, не се сеќам која партија беше на власт, но ова е после прехода, што викаат бугарите, после преодот, мавзолеот е миниран и таму има парк. Значи тој е миниран 90-тите години, не ме држа за збор да не грешам да посочам точна година, но тоа беше спектакуларно прикажувано на телевизија. Страшно. Епа еве тука и се менуваат работите всушност односот. Тука е и се верува односот комплетно. Тие се соопшто за комунизмот го сметаат за една предавничка идеја, затоа што нели тој дојде, Условно изгубија територија. да, Да. тоа е она што им ги одзеде териториите. Па тој и за македонската држава го има Солун, ние че го освоевме за малце. Да, ма тука е различно бидејќи еве Ѓорги Димитров бил нели претседател на бугарската држава, исто така претседавал со Коминтерната и ја дал таа дозвола Па за тие државата. се, значи, Васил Коаров прв пишува дека бугарската држава ја користи Пиринска Македонија како своја колонија. Тоа е прв, кој што директно го оцрнува тој. И тоа после ќе видите како се менува. Истите писатели, истите луѓе кои што пишували во време на Ѓорги Димитров, кои што да декларираат македонска независност, кога ќе се сменат политички околности, ќе ги редактираат и ќе ги реиздадат своите книги. Ако видите од книга во книга како се реиздавани изданијата, се губи тоа признавање на македонците, се зацврстува бугарското овој живковизмот во суштина. Дека овие со пиштолот на слепоочница за време на пописот се пишеле. Да. Тоа е истиот став е на Живков и ден денес. Другари, јас тука би ја заокружила дискусијата ако немате да додадете нешто или да се поставите меѓусобно некое прашање. Па нема диес. Ја би рекол само дека нашава историска комисија има многу поголеми шанси да дојде до некои заклучоци од ова официјално. Па и тука во тој контекст веќе и јас би дополнил дека наше е колку и да не притиска да не се откажеме од она што не е човечко достоинство, она што е прифатливо. Како за сите народи. Да, за сите народи. Ние не смееме да станеме предмет на подкусурување во 21 век, предмет на негирање и предмет на омаловажување.